Од 4-ти степен на загаденост се водите на Дојранското, Тиквешкото и Беровското езеро, покажале првичните истражувања на експертите. Мониторингот и мострите се земени 2 пати во една календарска година, на пролет и на есен. Резултатите од мониторингот покажа дека водите од Дојранско, Тиквешко и Беровско езеро се класифицираат во класа 4, која се однесува на силно еутрифицирана, загадена вода, која во природна состојба може да се употребува за други намени само по одредена обработка. Класификацијата беше направена според правилото дека и показателот за квалитет на вода доколку е во најниската класа. Дали овие првични резултати ќе имаат негативен ефект врз здравјето на луѓето? Експертите од Универзитетот Гоце Делчев од Штип не се сосем сигурни. Бараат подетелни испитувања за конечен одговор за оваа ситуација. Не знам, значи треба да се артикулизира една, ајде речем, една средина, една кампања која што ќе даде некоја, ајде да речем, некоја реалност. Сега ова е само почеток, не можеме да кажеме дека е факт. Значи, ако сакаме да бидеме сигурни што имаме, треба да се зголеми, пак речем, бројот на чинители, освен универзитети. Дали првичните сознанија за 4 степен на загаденост има влијание и на биодиверзитетот кај овие езера? За да кажеме дека има влијание врз животинскиот свет и она што е, ајде да речем, како водена популација, мора да се направат подлабоки истражувања. Значи, повеќе од индикативно е дека тука се случува нешто. Значи, зголемата појава на фосфор, посебно во есенските мерења, кажува дека има притисок од комунални води, притисок од земјоделски површини, од неадекватна употреба на ѓубрева, фосфорни, азотни ѓубрева. Истражувањата се во рамките на кампањата Избистри се, чиј организатор е Институтот за комуникацијски студии од Скопје, а во соработка со Штипскиот универзитет Гоце Делчев и лабораторијата за вакви намени Амбион.